Кога пред една година дојдов во Министерството, најгорлива работа со која што се сретнав беше состојбата со пречистителната станица во Прилеп. Куп информации, документи, многу неизвестност. И денес, кога сме сведоци на незината реализација, длабоко сум уверен дека целиот процес околу овој проект ни ги упокажа правците околу кои треба да градиме поинаков пристап во третирањето на ИПА проектите. Како да ги приоритизираме активностите, како посветено да работиме, како да се промениме, да сватиме дека мора да вложиме да ги зачуваме човечките ресурси, како на централно ниво, така и на локално ниво. Затоа, во име на Министерството и во моје лично име, би сакал да го споделам со вас огромното задоволство и среќа што денес официјално се пушта во употреба пречистителната станица за отпадни води во општина Прилеп. Со ова демонстрираме цврста решеност за инвестиции во заштита на животната средина и подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. Јас сум свесен дека заштитата на животната средина ќе биде вистински предизвик на нашиот веќе трасиран пат кон Европската Унија. Предизвик, да бидам искрен, кој се уште се бори за место на пеједесталот наречен реформи. Овај инфраструктурен проект е финансиран со средствата на Европската Унија, преку ИПА инструментот за препристапна помош, но и е кофинансиран од буџетот на Република Македонија. И е прв проект голем во рамки на животната средина проектите, во рамки на ИПА-1 проектниот дел. Оваа година очекуваме со ваков обем инвестиции во рамки на ИПА-2 да започне реализирањето и на пречистелните станици во општините Тетово и Битола и она што го истакна премиерот Заев, да се придружат на активностите за пречистителни станици и третман на отпадни води со помош на други донатори од Кочани, како што се пример Штип, Делчево, Кичево, Скопје, Радовиш, Струмица и Вевчани, и на тој начин Македонија да постигне 78% опфат на население со третман на отпадни води, како што ниедна земја не ги започнала преговорите на патот кон ЕУ. Почитувани, би сакал да нагласам дека пречистителните станици не може да обстојат без неколку битни компоненти. Доверлива инфраструктура и затоа во рамки на овој проект покрај изградбата на пречистителната станица беше вклучена и рехабилитација и проширување на канализацијскиот систем, обезбедување на одржливост на системот преку соодветно регулирање на висината на надоместокот кој треба да го плаќаат граѓаните, повторно користење на одредени отпадни суровини и човечки потенцијал во јавното комунално претпријатие. Само на овој начин ќе успееме да ги исполниме законските, не само да ги исполниме законските обврски со третманот на урбаните отпадни води, туку да го подобриме и квалитетот на водите и да покажеме европска слика за еколошките и санитарните услови во нашата земја. Безцелно е да зборуваме за реформи во одредени области без заштита на животната средина. Алберт Ајнштајн на времето рекол дека околината е се што не сум јас, или она што господинот Жбогар го кажа, однесувањето на секој поединец не може да биде изолирано од влијанието кон животната средина и околина. На крај би сакал да искажам својата благодарност до сите вклучени страни кои со својата посветеност овозможија реализација на проектот и изградба на пречистителната станица. Посебно благодарност до Европската Унија за ангажманот на делегацијата, амбасадорот Жбогар и целокупниот ангажман во имплементацијата на овој проект, како и за искажаната поддршка за секторот животна средина во Македонија. ЕУ за тебе во една општина се ЕУ стандарди за сите нас во Македонија. Благодарам.